времето кога македонскиот народ правеше големи напори за национално и социјално ослободување од отоманското робство, се појави Димитар Поп Георгиев Беровски, роден во 1840 година во семејството на Поп Георги Димитриев од Берово. Основното училиште го завршува во Берово, а во 1858 година се запишува во Одеската духовна семинарија, од која поради својата бујна природа бил исклучен. По исклучувањето од семинаријата тој доаѓа во Белград, каде што стапува како доброволец во српската војска. По отслушувањето на војниот рок се враќа во Берово и станува еден од главните раководители за борбата против Отоманската империја. Слуша дека имате гости? Да, имаме гостин од Берово е. Накратко ми е пријател, па дојде да не посети. Како да видев некој да доаѓа. Кој може да биде тоа? Турчине. Да, турчини. Чекај. Па тој е Кара Али од Петричко. Да влеземе. Дојде речење што сте се укажи. Алија доаѓа кај нас. Димитри, знаеш кој е? Стара Анија. Знам. Многу девојчина обесчестил, многу невести нападнал. Ти слушаш, а нас сладите не ограбува. Не плачи, мајки, не плачи. Мајче, не тревожи се. Слушај, Димитри, ти се молам, скри се некаде, засолни се. Зашто? Да не те види дека си тука. Отварајте да ме пречекате како што е редовно, џаури! Повед, Јаго, повед! Што ви треба? Што ви треба, Аго? Сусмори. Машала, убава ѓарука. Аго. Кај ви се мажите, невести? Нема никого, сите се на работа, Ага. Сите се на работа, Аго, сите се на работа. На работа. Што ви треба, Аго? Ајде горе. Не умам. Аго! Аго, ти се молам. Не ради го коњот! Аго! Наполи на вреќа овес! Добро, како? Машала.
Што е овде? За кога е вестено? Како за кога? За нас. За вас. Ами за нас, Ага. Марче! Дојди си пели съседно. Дур! Не ти! Стана там. Веднаш. Еве, Ага! Помети, Ага! Помети, Ага! Помети, седни. Избрже едно пиле на зетин. Веднаш, Ага, веднаш. И вино! И вино! Брзо! Брзо! Дај го бардакот. Немате пари. Немаме! Кај се парите? Пушти ме! Пушти ме! Пресечете кола. Не! Не! Не. Добро. Добро. Заколам со твојата сабја. Милост, Ефенди. Милост. Милост. Ти давам чесен пеливански збор дека нема да правам никаков зилум. Мајки на матка, достано! Аго, моли се нека ти прости. Нека ти прости, ти лошо ки биде, Аго! Димитрија, те молам. Достено. Дај го јаш. Стани. Димитрија, те молам. Напред. Димитрија, те молам. Држи. Ако те видам друг пат, главата летна. Марш! Евала, Ефенди. Евала. Димитрија! Димитрија, синко! Димитрија! Синко, Димитрија! Слушај, што ќе правиме? Ако се вратиш, сега со неговите разбойници. Не плаши се, мајче, нема тој повеќе да се врати. Разбойник ема зборот мој закон. Панковице! Нема да прави повеќе залуми. Што стане со вас, Мори? Што да ти кажам, што? Што стана, дедо Никола? Ништо, робство. Турците колат, грците погарчуваат, бугарите побугаруваат. Само пушка треба, ништо друго, пушка. Така е. Јас не можам да го трпам повеќе овој кучешки живот. Не плаши се, подготувам восстание, ама наше македонско. Ќе се слободимо од овие робства. Ај се здрави.
Димитрije, Не грижете се, јас пак ќе навратам. Димитрije. Останете ми се здрави. Со здраве. Слушай, да дојдеш, Димитрije. Кој е добро, Димитрија? Какво добро, многу лошо стана, Коста. Кога бил Арно, брате, кај нас, туку кажувај што толку лошо станало. Кајде да или одведе ми, имам да му кажам нешто многу важно. Таму е. Ајде со мене. Ајде. Дедујле. Здраво, живо. Што те натера, Димитри, да дојдеш? Дедујле. Сигурно имаш нешто важно да ми кажеш. Дедујле, само што бев дошол кај Чорбаджи Панко да го посетам и сакав да седнам кога влета девојчето преплашено од чардакот зашто го видела Каралиот Петрич. И? Му ја отече ли глава? Не. Не, ама. Дедујле, вети тој дека повеќе нема да направи ни еден зулум. Абе, тој е голем јунак, само кој знае? Се заколна во Аллах. Туку да те прашам. Нема ли да биде добро со твојата чета да влеземе в селото за секој случај Каралија да не го запали? Сигурно кога не му ја отсече главата, сега ќе треба ние да мислиме на него. Туку што сакав да ти кажам? Кажи. Владиката, грчкиот владик. Го знам. Оди оцело в село и со ќоте ќе собира владичнината. Згоре на се со сила сака да ги погречува македонците. Не чека многу тешка работа, Дедујле. Условите се многу тешки и како прво ќе мораме ние младите да ги натераме да учат и пишуваат македонски. А потоа ќе мораме добро да ги организираме за да знаат сами како да се бранат од секакво робство. Не е лесно, Димитрија, ама ќе успееме. Утре е Света недела. Во Берово ќе дојде грчкиот владика и ќе сака службата на грчки да ја служи. Нема да може. Ова наша црква е градена со пот и крв. И никаква грчка пропаганда нема да може да успее. Бога ми, нема да успее. Ти организира ги твоите луѓе беровчани, а јас мојата чета. Па ќе видиме дали ќе успее. Добро. Костадине! Тука сум, Димитрија! Донеси ми го коњак. Беровчани се веќе организирани, дедујле. Од утре веќе во Берово нема да има никакво грчко влијание. Остани ми се здрави. Ај се здрави. Ајде. Големо јуначиште, Дедујле. Костадине, татко му беше многу храбар човек, а мајка му честита и умна жена. Добро ги познавав. И Димитрија е умен. Ќе биде голем јунак. Јунак со лавовско срце. Го штити народов не само од османлиите и бугарштината, туку еви и од Грција.
кои сакат да не погрчат. Димитрија! Димитрија, отвори, јас сум. Димитрија! Ето Лиља. Ајде. Ајде, Ела, влези внатре. Ајде, буксни овде. Будете отворени. Е, така, влекува. Добро, каде е Димитрија? Требаше денес да пристигне од Софија. Војводо, Димитрија е во Берово. Договорот беше да биде овде. Што? Да не се случило нешто? Не, ништо. Откако го истеравте владиката, многу турци се изнасобраа во Берово. Па мислев не е посигурно да не доаѓа во манастиров. Најсигурен ке е да е со нас, очетото. Да одим? Ајде, војводо, по мене. Кај нас е. Дедрила! Даскале, човек не може да те најде, бре. Како си? Благодарам. Добро, како си, Мити? Добро. Дедрила! О, здраво, Панко! Добро дојде. Добро, ајде. Ајде, бујром седни. Ајде, повеќе. Донеси по едно ракијче да се напие. Веднаш ги ви донесам. Ајде. Еве, веднаш. Кажувај, даскале. И лошо и арно да биде. Бе, за лошото знам, ама има ли нешто арно? Се си измешало дедилјо што не знам што е арно, а што лошо. Шевченко, Тарас Шевченко, тврди дека се уште единствено може да се действува само со изненадни упади на четите. А оно и Калмиков, што го донесов за таман, ми се види дека е похрабар,
се согласи за восстание. Сполајмо на Бога. Кога почнуваме? Пред да почнеме, треба да молчиме. Разбирам. Се собира Аскер овде во Берово. Повелите сега. Ајде да ги пиваме, Благодарам. Здрави. Ајде на здравје. Ајде, здраво. Здрави и живи. Сполави. Ајде. И па сега ќе ви донесам нешто да се касните. Не. Како не? Како не? Не сум толку младен, пред да се сретнавме, помина поред вашето трло и таму се налука млеко. Кога било тоа? Ако, Вие не ако, знаете што војводо. сте ми приготвила. Кажи па. Донеси го зелникот. Ај, што се запна. А јас ќе одам до трлата. А вие работете. А за востанието, гледајте тоа да биде што може побрзо. Зашто овој кучешки живот повеќе не се трпи. Ки биде, Панко. Ајде, се видиме со здравје. Здравје, Панко. Ќе се видиме. Ајде со Со здравје. здравје, чувај се. Даскали, ти знаеш дека Царево село го ослободивме. Знам, ми кажа руснаците. Треба да бидеме предпазливи и лукави, Даскали. Едно мисли волкот, а друго овчарот. Добро рече Панко за востанието. Не може повеќе да се издржи. Дедујло, само не смееме да повториме грешката од Разловци. Мораме да спасиме се што може да се спаси. Затоа востанието ќе окренеме во кресенската клисо ранева Малешевијата. Веќе ги собравме четниците во Кресна и го одредивме денот за почетокот на востанието. Четврток, 5 октомври зори. Аби да не е ова нека ујдурно. Не. Погледни и сам ќе се увериш дека Кресна не е погодна. Даскали, јас во тоа не се разбирам. Знам само едно, дека Царево село го ослободивме. Малешевијата е подготвена за востание. Јас со моите луѓе почнав тука и тука ќе остане. Не е така, Дедујло. Дедујло, сега ние ќе напишеме наши правила македонски. Ќе создадеме устав на востаничкиот комитет по кој ќе го водиме востанието за ослободување на Македонија. За создавање на слободна македонска држава. Јас реков, Даскале, на овој народ не му треба политика. Нему му е потребна слобода. А кој ќе го прави тој устав? Јас. Ти? Да. Господ на помош. Хајде, нека тргне работат, само не верувам многу, Даскале. Верувај. Да не видиме пак измамени. Востанието беше објавено на 5 октомври 1878 година в Зори. Соединетите македонски чети, под раководството на Димитар Поп Георгиев Беровски и Стојан Карастоилов и други, извршиле напад на Кресненските анови, каде што била стационирана една поголема турска воена единица. Во исто време востанале и селаните од блиските села. Во овој прв напад учествувале околу 400 востаници. Бојот продолжил и на 6 октомври и траел 18 часа. Завршил со победа на востаниците, биле заробени 119 турски војници и 20 офицери. Ова востание е познато како Македонско востание. Добар ден. Браво, војводо. Даскале, ги разгледавте ли правилата од уставот? Јас им ги читав, член по член. Добре. Ќе речете народот сам да си укаже своето мислење. Луѓе, ова не е играчка.
Од ова зависи нашата иднина. Така е. Ајде. Види, војводо, направивме се како што пишува во уставот. Така. Избравме селски капетан, поставивме стража, собравме храна, болница, се, баш се. Одлично сте направили. И ве молам, придржувајте се по напишаното. А ме интересира, како гледате на целото од нашето востание за создавање наша македонска држава? А може ли да има нешто друго, војводо? Во уставот пишува се. Целото го прифати уставот. Кој стави мур, кој подпис. Да ти го дадеме? Чувајте го за вас и придржувајте се по напишаното. Дали или јас ќе појдем во другите села. Само чувајте се. Не ни се душмани само османлиите. Знаете што му направија на војводата Стојан? Се извлекоа мамичето нивно. Ќе ги најдам и под дрво и под камен да се. Само да помине зимава. За напролет. Со Божие име, напролет ќе окренеме целиот народ во Македонија. Ако даде Господ. Ќе даде.